двајца директори во студиото на Телма телевизија на средни училишта. Еден ни доаѓа од стручно училиште, а другиот од гимназиско. Александар Севиновски е директор на Владо Тасовски, или попознато како Петата, нели? Нема да ми забележи така ве најавам. И господинот Митко Димовски, директор на гимназијата Орце Николов, исто така препознатливо по тоа гимназиско образование. Од оние податоци кои што ги најдов, нели, години наназад правени статистики за тоа што одбираат тогаш осмоделенците, сега веќе деветооделенците, вели дека за деценија една веќе гимназиското и средното медицинско се заменати по една деценија се заменати со стручно. Значи 15.000 деца се запишале во средно 2023-2024, од нив само 4.000 и кусур се во гимназиското, а сите други, значи 2:1 некако, така, во овакво, 1/3 е во гимназија, а другите 2 се во стручно образование. Вие се смешкате, а Митко се мурти заради тоа што намален е бројот на оние што во гимназија. Да се шегувам секако. Можеби стратегијата на сите е да не ни кажуваат мајките и татковците дома што треба да бидеме, туку самите деца да одберат што е она што ќе го прават во животот заради тоа што ниве не изборот. Така ли е? Така. Да. Се согласувам, да. Добро утро. Добро утро. Прво поздрав до сите кои што не гледаат. Нормално честа на гимназиите ќе брани мојот колега Митко. Јас сум тука за да зборувам за стручното училиште, бидејќи доаѓам од училиште што е стручно. Дефинитивно бројката при упис на училиштата што се со презнак стручно училиште расте од година во година, но ако го земеме вкупниот број на ученици, да, има голем пораст во стручното образование, но мора да го имаме тука и во предвид и фактот дека поголем број на училишта се стручни од гимназии. Се уште приматот барем во Скопје, гимназиите си го имаат како училишта каде што поголем дел од учениците, а јас би кажал и подобрите по успех ученици се запишуваат во гимназиите. Сега ако зборувам за Владо Тасовски, Петата, како што кажавте, во нашиот случај 4 години наназад можам да кажам дека континуирано расте вкупниот број на запишани ученици, така и оваа година се надеваме на одлична бројка при овој упис. Само говорат сите овие трендови изминативе неколку месеци дека ќе имаме добар упис и се надеваме на тоа. Може ли чисто да ги информираме сите оние што не гледаат деца, да не зборуваме за родителите настрана, тие нека изберат што се оние стручни работи, односно кои се смеровите кои што може да ги изберат во Владо Тасовски? Средното училиште на град Скопје Владо Тасовски има 3 струки, а во секој од трите струки имаме по 2 профили. Во сообраќајната струка имаме техничар за транспорт и шпедиција, нешто што исто така години назад е предпознатливо за нашето училиште, но во сообраќајната струка има нешто по што сме уникатни во оваа држава, односно само кај нас може да се изучува тој профил. Тој е профилот техничар за железнички сообраќај. Единствено средно училиште во државата кое што е логистика за производство на кадри за македонски железници. Во електротехничката струка го имаме профилот техничар за компјутерска техника и автоматика, нешто што е многу атрактивно кај деветоделенците. Изминативе кај нас трета генерација ќе запишеме сега во тој смер, запишуваме 2 паралелки. Секоја година во буквална смисла ја имаме таа сладка мака што гимназиите имаат секоја година, односно таму запишуваме скрос одлични ученици. Исто така во електротехничката струка го имаме техничар за телекомуникации. Добро. И тоа ми се чини нешто што е континуирано си атрактивно. Тоа е одличен момент е за ученик што ќе го заврши тој профил и веднаш да стане работоспособен и да се вклучи во работа, но и како основа за да продолжи на факултет. И во машинската струка, да не изоставам, година имаме еден новитет, техничар за компјутерско управување, се што е предзнак компјутерско е атрактивно кај младите и ние работиме на тој начин да останеме атрактивни кај нив и од годинава ќе запишеме една паралелка како техничар за компјутерско управување, а традиционално имаме техничар за производно машинство, исто така во машинска струка. Така е. Господине Димовски, еве сега е времето на, како беше она, борбата. Борбата меѓу гимназиите и стручното образование, да. Јас не знам, не би рекол борба, меѓутоа многу убаво го образложи тоа колегата, значи атрактивноста на стручните расте од година во година, баш и од овие работи кои што сега ги кажа колегата. Во гимназиските училишта, значи има во одредени гимназии некои промени, конкретно има и кај нас. Оваа година генерално во Орце Николов голема борба се води за билингвалните англиски паралелки.
така што до минатата година имавме 3 англиски билингвални, оваа година отвараме плюс уште една, 4-та, со тоа што ќе примиме значи поголем број на ученици во билингвалните англиски паралелки. Имаме една француска паралелка со франкофонска настава, каде што исто така доста ученици конкурираат. Меѓутоа, ако зборуваме значи низ годините после она фамозно квалификационо тестирање кое што беше во нашата гимназија, бројот на ученици горе-доле, ние секоја година запишуваме некаде околу 285 ученици, се пријавуваат околу бројката, значи таа година имавме преку 350-370 ученици од кои... Тоа фамозната, таа? Да, за 285 места, каде што имаше околу 340 скрос одлични ученици, па требаше да се направи селекција и така натаму. Господин Димовски, кај ви беше телефонот во тој период? Јас секогаш се прашувам што прави директорот кога сите се јавуваат. Ние сме нација на врски, врскаџи. Во фиолка, нели? Да, најбезбедно таму беше. Најбезбедно во фиолка. И да, беше навистина тешко да се направи таа селекција. Имаше доста негодување, меѓутоа немаше друг избор во тој период. Инаку, она што е атрактивно да кажем кај нас, освен билингвалните паралелки, имаме супер комуникација со учениците, имаме голема поддршка, односно имаат голема поддршка од професорите во однос на менторство, во однос на проекти, во однос на проекти кои што се внатре иницирани од училишната заедница, како што се дебатни клубови, Орцетокс, поддршка од психолошко-педагошката служба, каде што се зборува за ментално здравје и доста други работи кои што го чинат училишниот живот да биде интересен. Така е, да. Кога сега би ве вратила години назад, што би ви бил изборот? Би направиле некаков нов избор во животот, нели да одбирате дека еве сега некои од децата на пример избираат, кога нели мајките и татковците се настрана, избираат да не завршат факултет, нели по секоја цена, па да одберат некој занаат или струка која што ќе им носи добар приход, ќе им носи нешто што ќе сакаат да го работат, нели, а при тоа да ги натираме и некако да ни останат овде. А ја мислам дека и би избрала нешто друго? И овие години сега, значи последниве неколку години со тоа што има голем избор, еве особено во стручните училишта, мислам дека и родителите иницираат кај самите ученици, кај децата да се запишуваат во овие училишта. Има неколку училишта, вклучително нели ПТТ, каде што изборот на струки е навистина интересен и мислам дека интересот расте. Ние кога би се прашувале дали ние кога би се запишувале? Да, вие кога би се запишувале? Па не знам сега. Што сте вие? По што сте професор? Ние професор по македонски јазик и литература. Ништо, вие не би избрале стручно друго, така? Не би оделе во ПТТ. Би останал во гимназиска. Александар, ако треба јас да ја направам таа споредба во минатото кога бев на средношколци, гимназија завршив. Гимназија, навистина. А струка ми е професор по спорт, односно физичка култура. Што би одбрал дефинитивно среднофизкултурна. Среднофизкултурна. Да, но ако зборуваме за поднос на проодност, односно што нуди стручното, што нуди гимназијата, буквално во овој момент стручното образование нуди една широка лепеза на можности по завршувањето. Од веднаш брзо вработување, за што фирмите самите покажуваат интерес, нудат работа. Ние сме во оној процес на тоа дуално образование, сега да не кажам фамозно, сите го зборуваат како еден добар метод. Ние сме вклучени во тоа веќе трета година, година веќе запишеме четврта таква генерација. Тоа значи дека учениците по 4 годишното образование веднаш имаат вработување. Покрито што имаат веднаш вработување во компанијата во кој што изведуваат практичната работа или оној предмет учење преку работа што во моментов ние, они веќе знаат структурата на таа компанија, знаат на кој начин функционира, во буквална смисла се дел од таа компанија и многу лесно се прилагодуваат. А по однос на тоа каква основа даваме за запишување понатака на техничките факултети, нема потреба да зборуваме за тоа. Струките и профилите кои што ги нудиме самите по себе говорат за сериозноста на тематиката која што ја имаат. Ќе се вратам кај директорот на УРЦА на гимназијата, ме интересира ова дека нели секако не можеме да им забраниме на децата да учат на англиски, а потоа да заминат некаде на студии надвор од овде. Нели тоа е предизвик за веројатно секој, па и за нас во друга некоја ситуација кога би имале можност некогаш да учиме. Нели сега ние нам идејата или неможноста како да ги натераме да останат или пак евентуално да се вратат. Какви се искуствата, да речеме, од гимназијата Урца Николов? Колку, ако знаете, во минатото кога била таа паралелка отворена,
од нив завршиле факултет некаде, па се вратиле повторно назад во Македонија? Па голем дел билингвалните паралелки постојат повеќе од 20 на години кај нас. И сега секоја генерација, значи, ајде да кажем дека има прави избор во тоа дали ќе студира нели надвор од земјава или ќе остане кај нас. Има некаде околу 30 до 40 ученици кои што секоја година аплицираат за странство, меѓутоа знам доста голем број на ученици кои што, да речеме, студираат, па доаѓаат повремено повторно кај нас или завршиле па се вратиле. Таков пример еве конкретно има со тројца ученици кои што јас лично ги познавам и им предавав пред неколку години, кои што се веќе магистри, вратени се тука, имаат солидна работа, така што не е дека сите остануваат надвор, туку последниве години си се враќаат кај нас учениците. Во однос на тоа дали ќе конкурираат и дали ќе одат, јас мислам дека ние тоа не можеме да го направиме, да направиме некој рез каде што ќе речеме сега ние ќе обезбедиме се тука и ќе останете овде. Да, за да останат тука, меѓутоа се грижиме да им некако не да им го наметнеме тоа, туку да сугерираме дека и тука може да најдат соодветно место за работа. Меѓутоа сепак изборот на крај е нивни, мислам дека таа бројка која што реков од 30 до 50 ученици секоја година конкурираат. Колку остануваат, не знам точно, меѓутоа знам дека барем половината потоа се враќаат назад, поатрактивно за нив е голем дел аплицираат за Словенија. Во однос на тоа нели бесплатно. Да, Словенија бесплатно школување. Меѓутоа не е баш така. Не е баш бесплатно. Не е баш бесплатно. Што велат тие? Колку треба да одвојат нивните? Колку студирање на страна веројатно, така? Па треба да бидат сместени. Значи ако им е бесплатно треба да бидат сместени, треба да има за храна, треба да излезат. И сега некои од нив се снаоѓаат и работат и студираат, меѓутоа тоа е многу тешко. Така. И некаде сигурно над 1000 евра им требаат месечно за да може да опстанат таму. Така што не е така едноставно да секој родител може да одвои својот буџет толку пари за да може да останат нивните деца таму. Така е, да. Во однос на тоа дека си го задржувате она добро место, да речеме, како гимназија или орца, кога ќе се каже орца, значи таму треба деца кои што ќе учат, деца кои што се добри. Тоа е таа една, нели, убава, освен на фамозната. Да. Фамозното што ви го испрелја, нели, делото, ама нели сега сте добри, па се внимава и на кадарот. Треба, имате можност да го направите тоа. Нели сега знам дека не смеете се да кажете од внатре и од надвор, има секогаш врски, има и политички, има и со членски книжки, за тоа нема да ве прашувам, но прашувам кога ќе престанеме да обсервираме на тој начин дека не можат директорите, нели, да одлучат кој тоа ќе биде, ако е изборот нивни, ако се директори и треба да се главни во тие 4 години. Па мислам дека генерално имам избор во тој поглед. Изборот е намален кога станува збор за тоа дали во некој училиште има технолошки вишок или нема во однос на професори. Доколку во некој училиште има технолошки вишок, тогаш тие професори се распределуваат по другите училишта. Ако веќе некој професор со решение, односно работи подолг временски период, тогаш тој мора да биде прераспределен. Онаму каде што има места, тогаш тие професори одат во тие училишта за да може да ја продолжат својата работа. Околу изборот, ние низ годиниве не е дека сме немале право на избор, така што голем број од професорите, еве конкретно кај мене некои има кои што се дојдени на оглас, кои што биле пријавени во агенција за вработување и се и одлични професори се. Така што мислам дека на нас останува ние самите да си до некаде, нели? Меѓутоа во голем дел можеме да направиме избор. Еве сега конкретно можам да кажам дека и повеќе од 10 професори посетува на курс по француски јазик за да го надополнат тоа што ќе треба во француската паралелка. Завршија сега пред некој ден полага, ќе видиме резултати, ќе има изденоја, така што имаме. И тие како вие за матура што се подготвува? Тоа ова сега за матура, да. Ова сега вие врска повеќе. Па да, конкретно различно е во однос на тоа, во однос на минатите години, затоа што матурантите сега ќе полагаат на отворено, нема да биде во училници, туку ќе биде по холови. Леле. Каде што и во спортски сали, таму каде што има место, па има некои училишта полагаат во други училишта, значи помал зашто немаат место во своите училишта. Сега првото тестирање е во сабота на 1 јуни, второто е на
Што ќе полагаат во сабота? Македонски. Македонски јазик полагаат. И кај вас така? И кај вас македонски. мајчин Добро. јазик. Да, мајчин јазик. Јас би се вклучила, ако не е проблем, по односно на првото кое што го прашавте. Дали има врски, како кадарот се... Дали имаме влијание, дали е политичко така. или било какво друго. Сладки маки се повторно вие на гимназиите, бидејќи ги има како кадар. Така. Јас и друг пат во се кажа кулуари на веројатно моите така. колеги, пријатели, кажувам, дајте луѓе слободно, има некој, дали нека сте се вие пријави. како пријател, Да. дали е било кој со некој си политички Да им партиски кажеме, можеби предзнак, некој еве не ќе го знае. кажам тоа и јавно, верувајте ми, се големи маки да најдете еден електроинженер кој што би предавал предмети од електроструката. Е многу тешко да најдете машински инженер кој што би предавал предмети од машинска струка и исто така и од сообраќајна струка. Морам да ве прашам, тој треба да има и педагошка дообразба на машинскиот или на електрофакултетот, што му создава дополнителни проблеми, на пример ако нема така, да. И да нема, доколку нема друг, па ние имаме проблем ни еден да најдеме камоли повеќе, тоаш не е нешто што е проблем пресудно. за да може да за да се се трансформира влезе работниот однос на еден Точно. професор во со статус неопределено, тогаш да треба да има педагошка доквалификација и одредени други услови. Но зборувам за тоа колку како кадар ги нема и сме дефицитарни, ние во моментов имаме потреба од еден професор електроинженер со полн фон часови, Јас ви знам јавен зошто, ама порика. јавно ако кажеме, Не тоа е е само тоа. во Не е стручните, само. значи ја мислам дека тој проблем За имаат и техничките предмети, гимназиите. то физика, математика, недостаток Ама постои. ето во математика има и кај нас. Значи, немаме математичари, немаме физичари, хемичари и така натаму. Тука е најголемата битка. Немаме нови професори. Не. За жал Така да, така. дали е влијание од една Да. страна и од друга, си имаме автономија по однос на тоа. Така е, Не заради сум тоа се што соочил немате јас, верувам и доволно Митко, кадар во МИГО. со таков притисок да дајте ово или оне. Да. Ги бираме сами како кадри, нормално дека тука има еден систем на проверка на Така тоа е. каков професор е. Да. Така. Ништо не е вечно. Така е. На крајот на краиштата, во првите 2 години, секоја од тие 2 години на почетокот на учебната година се потпишува договор за вработување, доколку нешто не е соодветно, луѓе сме, коректно е да се каже во ред, не е во ред и така. Имаме уште 4 минути во интерес на времето, само уште нешто. Значи во ова споменавте дека оние кои што како дуално нели се запишуваат и одат на практична, но сите овие други немаат практична настава, Не, тоа е она, сите имаат практична Предметот настава. пракса на времето е Добра. сега е учење преку работа. А, И они учење имаат преку работа. задолжителна. Така. Тој предмет им е задолжителен со тоа што сега не го изведуваат во училиште, Туку туку го во- изведуваат во реални работни услови Така во е, компанијата. Супер, одлично. Да, добро. Сега, нешто што сакам како за окружување на оваа тема. Што мислите за овде прочитав нели се уште сепак децата и децата да бираат, еве и мајките и татковците бираат, веќе велите дека нели каде ќе се запишат, ама нели да направат сите заедно добар избор. Дали можеби тие луѓе кои што ќе зборуваат за кариерата или ќе им помогнат на децата што да одберат, во основните ни требаат повеќе како советувачи да речеме за кариерен развој. Што мислите на таа тема? Во основните дали треба, во средните секако. Секако, има и треба да постои кариерно советување, кое што пак ќе кажам организирано е во дел каде што и помага стручната служба во училиштата. Меѓутоа во основните главно мислам дека се води полемика околу тоа каде сега ќе се запишуваат ученици. Самите родители, бидејќи мислам дека 9 оделенците повеќе одат по принцип каде е поинтересно и која група каде ќе се запише. Кои другари кај ќе одат, нели, или што ми е поблиску, така? Меѓутоа мислам дека тука имаат исто така големо влијание родителите кои што треба нели секако да им се ветер во грб. Ние имавме отворен ден, мислам имаат сите училишта. Саемно училиште имаше во на плоштадот. Ние имавме во средните училишта. Така што имаше и голем број ученици кои што дојдат со своите родители да го видат школата, да се запознаат со програмите кои што ги имаме, кои што ги нудиме. Како и во Владо Тасовски веројатно било исто. Сите училишта. Кај нас беше сега пред 10 дена. Ама видов нешто вие и сте прочнале и со кампања на Facebook и на социјални медиуми? Сака или не, ние мора да кажеме дека не ни е туку така дадено тој примат дека расте бројот на запишани ученици во Мора да ги привличаме на некој начин. Верујте ме, трпно работевме. Кампањите се на повеќе нивоа. Дел, најголем дел за кој што и јас сум поборник, ние живееме во тоа време на интернетот, социјални медиуми, највеќе
сме присутни таму по однос на рекламирање на нашите профили, како да голем број ученици видат што ние нудиме како училиште, а многу е битно и пресудно она што го кажавте, два се параметри како се запишуваат учениците. Влијанието од дома секако дека постои, но прво е учат сите заедно во едно основно училиште. И сите заедно се запишуваат во средно. Ако тројца кажат од гласот се запишуваме таму, онда ние имаме 15 на деца од тоа училиште, па после имаме други проблеми. Ајде сите во ист клас да видат, што не сум поборник за тоа, нели средна школа е едно друго ниво, нови простор деца, за нови нови пријатели, нови другарства, дружења, активни сме, да, и текако со кампањи, имавме отворен ден во училиштето, одличен беше одзивот на 9 оделенците и исто таква ситуација како и Ворце, доаѓаат со родителите. Тука не е малку проблем. Знаете, ќе дадете флаерче на ученик, не е толку заинтересиран, сака да види во нашиот случај количките како родителот лови и интерпункцијски грешки. Така да, тука сме благодарам, немаме веќе време, ви благодарам за сево ова, за ова утринско вклучување и оваа утринска тема одлична. Верувам за сите оние кои што не слушаат да поднаучиме сите заедно нешто и се надевам дека секој помина во најдобар ред во сабота, да им посакаме среќа и вам како наставници, директори, професори и на децата кои што ќе полагаат матура. И благодарим и ти и јас еден апел како директор ќе упатам до учениците пред се. Секој помине, да, малку е стресно сега за нив нов модел, но ќе биде добро. Мислам дека она што го научиле не може никој да им го земе, тоа треба да го покажат само на и тоа е тоа. Да се подослободат од стресот и со среќа во сабота.